Па нека биде честита рожбата на малиот Александар и вака да се радуваат Никола и Джоан и са нивна ќеркичка, но и за свадби заедно со дедото Менде, бабата Маријана, како и бабата Деспина, но и радост и за нивната ќерка Наташа. Истовремено среќен роден ден пак на Джими Тргачев и да си се радува тој на двете своји ќерки заедно со сопругата Марина, како и Тина и Кузе, и да се радуваат и за нивни внучиња. Фрлање на крстот на 23 јануари јавува и управата на Македонската православна црква Свети Илија од Мисисага со председателот Ацо Крстевски. Имено после богослужбата ќе има лицитирање на иконите, а оние кои ги имаат веќе од минатата година можат да ги сочуваат. Потоа ќе биде и фрлање на крстот. Затоа пак вторник на водокрст, среда на богојавление и четврток на Свети Јован Крстител од 10 часот утрото ќе има богослужба. Но ние да одиме сега со исто новогодишни честитки. Браќата Мицко и Веле Силјановски со фамилиите од Кичево, од фирмата 3M Granite Incorporate, со посебни честитки за новата 2022 година до сите најблиски роднини, пријатели, муштери и целиот македонски народ посакуваат да истата им донесе здравје, радост и напредок. Složno
Како и другите македонски православни цркви, така и во црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам, управата заедно со председателот Бале Гајтановски ве известува дека на 23 јануари после богослужбата ќе има лицитација на иконите, а потоа фрлење на крстот. Меѓутоа богослужбата на 18, односно вторник, ќе биде на самиот водокрст, на среда на богојавление и четврток на Свети Јован Крстител ќе има богослужба од 10 часот утрото. Но ние имаме уште една специјална честитка. Ако селото Велушина и Велушката тумба се локалитети во кои живееле од пред 10.000 години и како што е докажано таму во селото има црква рано христијанска, односно како што пред Христоса, односно како што велат западот паганска. Токму друштвото Велушина на сите своји соселани, околните соседи, битолско, па и целиот македонски народ во новата 2022 година им посакуваат добро здраве и просперитетна година, а оние кои го носат името на Свети Василие, нека им е честито. Инаку и ова наша емисија ќе посветиме на новата македонска православна нова година и Василица со македонските традиции, молитви и желби. Но користам можност на сите оние кои го носат името на Свети Василие да им го честитам и посекувајќи им се најубаво во животот, но посебно да ги поздравам и да им го честитам именденот на Васа Малегановска од село Трсје, Василка Узуновска од село Лажец, доктор Василка
Радомска, Васко Казиев, Васил Кајчевски и Васко Недановски. Нека секогаш ги прати радост и среќа. Нека денес, почитувани слушатели, првиот гостин ни биде здравието, вториот гостин љубовта, а третиот гостин среќата. Сурова година, голем клас на нива, голем груз на лоза, жолт мамул на леса, црвено јаболко в градина. Колку трње претрна, толку амбар и пченца, колку капки сланина, толку прасиња в кочиња, колку трошки сирење, толку јагниња и јариња, колку писма, преписма, толку синчиња, керкиња, кај што нема Бог да даде живо здраво до година.